Завршената сметка на комуналното јавно предпријатие Водовод за 2016 година и на последната седница на Советот на општината предизвика најмногу внимание меѓу советниците. Во воведното образложение, првиот човек на предпријатието се пофали дека од финансиски аспект минатата година завршила позитивно, при што истакна дека се остварени повисоки максимални приходи во однос на планираните, додека трошоците биле нешто пониски. На страната на вкупните приходи имаме реализација од планираното 96%, на страната на вкупните расходи 93%. Во однос на структурата на приходите по работни единици, приходите и расходите по работни единици, сакам да кажам дека секторот водовод и канализација доминира и во делот на приходите и на расходите. На второ место е комунална хигиена, следи геотерма и градско земјило. Тековите побарувања имаме зголемување за 5%, на страната на обврските по основ на набавки и долгови кон нашите добувачи имаме намалување за 15%, односно коефициентот е 85. Сепак, оптимистичкото гледање на Папазов за успешно завршената година најде на забелешки кај советниците од опозицијата, при што беше оценето од и позитивниот финансиски резултат бил постигнат со поскапување на услугите. Суштината на добиениот резултат сакам да истакнам дека е во покачувањето на цената на водата и директно ударањето по джебот на граѓаните, благодарение на дел од советниците кои што седат во овие советнички групи. Значи и тогаш и сега ќе спомнам дека покачувањето на цената на водата на енормно висока позиција во која што нема ниедна друга општина во Република Македонија се должи на тоа да денес комуналното јавно предпријатие има позитивен финансиски извештај, тоест добивка од 5 милиони денари. Освен поскапувањето на водата, Алексов рече дека имало и покачување на цената на услугата за канализација, што секоја година расте за 2 денари од метар кубен. Сепак, како одговор на неговиот став, имаше и оправдување за поскапувањето на услугите на водовод, што ја разгоре атмосферата на седницата. Неминовно е плаќање на висока цена се додека не се решат фундаменталните проблеми. Јас укажувам веќе трета година поред кој е тај фундаментален проблем. Има повеќе. Меѓутоа, еден од фундаменталните проблеми е решавање на загубите на вода. Кога загубите на вода ќе бидат решени, ќе биде решена и цената. Во услови кога 40% остварува приходи, односно трошкови, водовод и канализација, при загуби 70% директно ќе влијае на цената на водата. Значи, тоа е решение, не е решение у припокување, у ставање замерки што секако се оправдани до еден извесен степен, без алудирање на политички поени и така натаму. Надминувањето на овој проблем пред се беше представено како преку начин со изградба на браната или на акумулацијата Речани и со цевковод обезбедување на вода за пиење до фабриката за вода. Тоа беше ветување на градоначалникот Радко Димитровски, кој што моментално не е тука, до завршување на првиот мандат. Денес е последната или предпоследната седница од вториот мандат. Ние сите сме излажени. Тоа не е завршено. Тоа е проблемот. Тоа не може градоначалникот да го реши без, тоа е републички проблем. Значи, ја не би разговарал за тоа. Меѓутоа, разговарам за нешто што ни е дофатливо, нешто што е во наши раце, нешто што ние можеме. Во оваа прилика повикувам добивката да се вложува во решавање на проблемот на загубите. Тоа е реално ние што може да одлучиме. Што ако не се направи брана Речани? А да се прашаме така. Значи ли дека треба вака да си гусламе? Советничката Лиljana Арсова рече дека и на крајот на мандатот на овој состав на Советот на општината се повторуваат работи што биле зборувани во изминатите 4 години, со предпоставка дека веројатно и овој пат нема ништо да се промени. Делот на водоснабдувањето е често пати прашање кое што граѓаните на Кочани го дискутираат. Значи, честите прекини на вода, особено, може да се видат дека прават нервоза кај граѓаните. Знам дека ќе кажете дека се трудите да ги санирате, меѓутоа очигледно е дека тука некоја друга стратегија треба да се примени.
Мојот апел до вас лично, како раководител на водовод, е дека кога настануваат прекини на струја, на вода, во делот на институциите како што се училиштата, барам да има информација. И покрај дополнителната забелешка, одговор немаше. Па на крајот од расправата за оваа точка, по околу половина час, извештајот за работењето на водовод за минатата година беше усвоен со гласовите на советниците од мнозинството.